Добре дојдовте во 360 степени на МРТ1. Раздвижено е на политичката сцена. Врие во влен, во дуи од една страна тријат раце, од друга обвинуваат за селективна и етнички мотивирана истрага за Кочани. Во ВМРО ДПМН се справуваат со последиците од трагедијата, а во СДСМ за СДСМ ќе прашаме една од новите подпредседателки на партијата, Кристина Костова, која е наш соговорник во новото издание на емисијата. Добре дојдовте. Благодарам на поканата и добре дојдовте на Бихачка. Благодарам што ја прифативте поканата и што сте наши домаќини денеска. Вие сте релативно ново лице на политичката сцена, не сте многу познати за општата јавност, иако имате долг политички стаж, па која е Кристина Костова? Накратко. Така, накратко, повеќе од 20 години активна членка во континуитет на Социјалдемократскиот сојуз и следбеничка на социјалдемократските идеали, но и борка за човекови права и борка за правата на маргинализираните и ранливите категории граѓани во општеството. Инаку, по професија сум дипломиран професор по англиски јазик и книжевност. Во моментов во финална фаза е и докторската дисертација која што се однесува на интерсекцијата помеѓу Шекспир, односно неговите литературни текстови и социјалната правда. Што би значило тоа? Тоа значи колку Шекспир, односно литературните текстови кои што се напишани од него пред повеќе од 4 века се релевантни, а дури и опасни за автократските тенденции на автократските лидери, како што покажуваат одредени примери и во 20-тиот, ама дури и во 21-виот век. Во Романија сте на докторски студии. Да. Како стигнавте таму? Случајно, по игра на случајност, барав универзитети кои што ќе обезбедат стипендија и ете така се погоди во тој пандемиски период да најдеме заеднички јазик за тоа како би се одвивале. Видов и во биографијата и сега во делот само представувањето користите еден неологизам борка, тој е прифатен во стандардот? Мислам дека се повеќе и повеќе се прифаќаат феминативите затоа што се потреба која што е наметната од општествените чинителки, жените кои што се поприсутни во јавниот дискурс и така и треба да биде. Инаку сте родена Штипјанка. Во моментот сте асистентка на катедрата по англиски јазик и книжевност на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Предпоставката е дека откако ќе го одбраните докторатот, треба да ве изберат во доцент, така? Така е предпоставката и покрај тоа што ние сме гледале во минатото секакви случувања во академијата, но ајде оставаме простор да бидеме демантирани. Алудирате и на некакви политички можни сега не замешателства. Имат искуство и од медиумите, тоа е интересно. Да, долгогодишно искуство, претежно во Националното радио канал 77, каде што почнав да волонтирам како средношколка и волонтирав, односно бев хонорарка таму некои 7-8 години, радиоводителка, па и новинарка во одредени моменти. Но не останавте во новинарството? Па не остана во новинарството, иако радиоводителството ми е прва љубов и секогаш радо се навраќам на таквите активности. Сметате ли дека заслужувате оваа висока позиција во партијата? Сепак подпредседател е прилично висока позиција. Така, висока позиција е позиција во која што сум стигнала со работливост и трудолюбивост и искачување на скалилата во партијата, но уште поважно и со залагање за социјалдемократските вредности и нивното зачувување и негување во рамки на действувањето на партијата, што е, ми се чини, уште поважно. И што е мисијата, ете да речеме, на Кристина Костова во политиката? Зошто сте во партија? Па видете, јас потекнувам од скромно работничко семејство. Двајцата мои родители поединечно имаат над 40 години работен стаж во реалниот сектор, со ниту еден ден работен стаж во оние попривилегирани позиции од администрација или со буџетарски плати. Мојата мајка е текстилна работничка и јас се гордеам со тоа. И растена сум во духот на солидарноста, но и во духот на препознавање и применување на оние основни етички и морални стандарди, вредности и уште повеќе препознавање и применување на квалитетното образование, работливост и трудолюбивост. Со тоа што ако зборуваме за работливост и трудолюбивост, мислам дека никогаш нема да можам да ги надминам моите родители. Но
поврзано со политичкото дејствување, веќе спомнав дека долги години сум членка на Социјалдемократскиот сојуз и тоа се должи на посветеноста на социјалдемократските идеали, инклузивност, еднаквост, правда, меѓутоа исто така и грижата за маргинализираните, но и за ранливите категории. Посветеноста, велите, ваша од и партијата, да, понекогаш личи посветена, но некогаш ги напушта овие Мислам дека вредности. во изминатите 7 години, особено кога бевме на власт, покажавме многу желба и волја и остварување токму на планот на социјалните политики, со носење бројни политики со кои што се помогна токму на најранливите категории. Ние треба да се бориме за држава која што ќе изгради систем во кој што ќе овозможиме постојана заштита, затоа што животот е многу непредвидлив. Секој од нас може прекунак да се најде како дел од тие ранливи категории. И затоа треба целта да ни биде да работиме на изградба и одржување на таков систем во кој што маргинализираните, ранливите, оние кои што не ги уживаат привилегираните позиции во општеството, ќе имаат систем кој што ќе ги поддржува и кој што ќе работи за нив. Дали ќе биде тоа од аспект на обезбедување на минимален приход или социјална помош која што ќе расте, или програми социјални со кои што ќе им се помага на ранливите. Тоа е класично левичарство, да кажем. Така и социјалдемократски политики кои што ние сме ги спроведувале. Другата важна определба, односно важно влијание кое што го имало во мојата партиска определба, не се само социјалдемократските вредности, туку и што значи СДСМ во контекст на Македонија. Затоа што таа државничка одлика и особина која што СДСМ ја има во континуитет од своето постојање па до денес, е нешто што мене ми е особено важно. Јас се зачленив во СДСМ и непосредно по моето зачленување Македонија стана кандидатка за членка на Европската унија. Тоа беше пред повеќе од 20 години. Во изминатите оваа година ќе славиме 20 години кандидатка за членка. Без да отвориме поглавје во преговорите. Во изминатите 20 години, пазете, тоа беше во период во кој што ниту Бугарија, ниту Романија, ниту Словенија, ниту Хрватска не беа ЕУ членки. Тоа беше период во кој што Црна Гора воопшто не постоеше како самостојна и независна држава. И сега ние во изминатите 20 години имавме можност да ја сведочиме таа трансформативна моќ и потенцијал што го има реализирањето на главните стратегиски цели на државите од нашиот регион. Оттаму државнички е да ги насочиме напорите и да покажеме лидерство како држава и како политички субјекти во насока на реализирање на главната стратегиска цел која што ни останува, а тоа е зачленување во Европската унија. Така што мојот партиско-политички ангажман се заснова на тие постулати. Вербата во социјалдемократските доктрини, односно на социјалдемократската доктрина и вредности и државничкиот аспект од функционирањето и делувањето на СДСМ. СДСМ доживеа тежок пораз на ланските парламентарни избори. Во тек е процес го нарекувате консолидација на партијата. Неодамна Венко Филипче беше реизбран за лидер со околу 18.000 гласа на непосредни избори во партијата. Што споредено, например, со изборот на Зоран Заев со 59.000 гласа или Ковачевски со 37 гласа изгледа малку. Дали ова показател дека се уште далеку до полна консолидација? Редовните партиски избори се одржаа неодамна и на тие редовни партиски избори ние покажавме прво дека оној демократски чин на овозможување непосредни, преку непосредни внутрипартиски избори, членството да си го избере лидерот е нешто што е невидено во останатите политички субјекти во Македонија се уште, а треба да биде насока во која што сите останати
партиски активисти од останатите партии треба да ги придвижуваат своите партии. Би имало логика тоа, например, ако има барем двајца кандидати. Во овој случај имаше само еден кандидат. Станува збор за редовни партиски избори кои што доаѓаат само неколку месеци после вонредните, на кои што имаше повеќе избори, односно повеќе кандидати. Така што од една страна станува збор за финиширање на еден процес на консолидација, како што самиот го нарекувате, бидејќи таа консолидација значеше регистрирање на што е можно повеќе членови во услови во кои што се наоѓаме и значеше исто така можност да им се даде да го искажат своето мислење и својот став по однос на тоа што се случувало во изминатите неколку месеци. Еве за репер да не го земаме заев, 59.000 гласа. Тоа е веројатно се уште тешко достижен репер. Но Ковачевски бил избран со 37.000 гласа. Сега Филипче со 18.000 гласа. Зошто не се доближувате еве барем до бројките за Ковачевски? Ние зборуваме за контекст во кој што се наоѓаме, во кој што во моментов постои малтене двотретинско мнозинство на владеачкото мнозинство предводено од ДПМН во собрание, во кој што поставеноста на политичките сили и центри на моќ е таква каква што е и одно што ние сме задоволни е дека сите регистрирани членови покажуваат своја активност и покажуваат дека и процесот на консолидација е финиширан, меѓутоа и довербата се враќа помеѓу членовите и постои голема можност и потенцијал за работа, а таа работа прво ќе се види од најосновните клетки на партиската организација. Тоа се местните одбори, па понатаму преку местни организации, општинските организации и нивните комисии и сите оние средби со граѓани и поддржувачи преку кои што понатаму ќе се шири оваа нова или возобновена доверба во социјалдемократскиот Костова, сојуз. не сум прв, веројатно ги слушате критиките дека сте слаба, млака опозиција. Колку според вас СДСМ соодветно ја игра улогата на опозиција? Пак ќе ги спомнам условите. Условите се такви кои што велат дека владеачкото мнозинство има малтене двотретинско мнозинство во собрание, но исто така ние зборуваме за функционирање во услови во кои што гледаме и алармираме за голема корупција и за одредени тендерски мрежи кои што се воспоставуваат за малтене испумпување на народни пари кон одредени фирми. Зборуваме исто така и за ситуација во која што по економските параметри се забележуваат големи недостатоци, дури и пад на економијата. И станува збор за мали плати, вртоглави растови на цените и на основните продукти и на трошоците за живот, одбивање од страна на владеачкото мнозинство да преземе што било за да пораснат платите и за да се подобри квалитетот на животниот стандард. Зборуваме исто така и за услови во кои што на надворешен план гледаме дека освен скапо платените од граѓански пари екскурзии и шетања по детски градинки, скапи ресторани, немаме никаков ефект или не гледаме никаков ефект од таквите скапи екскурзии и фотосесии на владината коалиција во странство. Зошто? Земјата е извадена од европскиот колосек. Зошто и тоа не се рефлектира на рейтинзите? Јас не би зборувала за рейтинзите, но зборувам за тоа дека Социјалдемократскиот сојуз во вакви услови е единствениот сериозен политички субјект кој што секојдневно алармира за ваквите немили случувања и не само што алармира и укажува на штетните практикувања на власта од страна на владеачкото мнозинство предводено од ДПМН и од Мицкоски, туку како опозиција постапуваме особено одговорно и нудиме алтернатива на тие погрешни решенија и во континуитет нудиме решенија за погрешните политики на власта. За разлика од ДПМН, кои што кога беа опозиција, се користеа само со зајадливи забелешки, цинизам и голо критизерство. Кај нас нема критизерство, ние критикуваме, но исто така и нудиме решенија. Така што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и во овие тешки моменти представува единствениот сериозен политички субјект кој што нуди сериозна прогресивна агенда, кој што нуди алтернатива за лошите политики
и единствениот политички субјект кој што настапува согласно на оние наши принципи на работа кои што ни се добро познати, настапува и конструктивно, ама и борбено. Оттаму, кога зборуваме и за таа позната и препознатлива СДСМовска борбеност, мене ми е нејасно како некои од поранешните мои сопартијци трчаат во скутот на еден така подпросечен политичар како Христијан Мицкоски, затоа што СДСМовската борбеност налага да се одважиме и да се спротивставиме на деструктивните политики на владеачкото мнозинство, и тоа и ние и го правиме. На знам алудирате? Меѓу другото. Актуелно е проширувањето на истрагата за пожарот во Кочани, кој за жал одзеде 61 живот. До сега се осомничени вкупно 52 лица и 3 фирми. Според вас, како се одвива истрагата? Она што за жал го гледаме е една крајно селективна, пристрасна и истрага која што оди во насоки во кои што бега од оние кои што се директно одговорни по закон. 52 лица, ако гледаме волку обем на истрага, не знам дали некогаш имало за некој случај, во смисла на обем и на опфат. Цифрите кажуваат едно, но фактичката состојба и она што законите го налагаат кажуваат друго. Има закони според кои што јасно е пропишана одговорноста на функционерите во МВР, и тоа функционери во различни делови оддели на МВР. Дали се тоа СВР Штип, ОВР Кочани, Бирото за јавна безбедност, самото Министерство за внатрешни работи, кои што морале да постапуваат на вечерта кога се случила таа најголема и најстрашна трагедија од осамостојувањето до денес, а за кои што гледаме дека се исклучени и се уште се исклучени од истрагата. Станува збор за лица кои што согласно своите работни активности, одговорности и функции кои што ги носеле како началници и слично, имале одговорност, меѓу другото, да направат план за постапување за таков голем настан. Имале исто така одговорности да го обезбедат настанот со соодветен, со адекватен број полицајци и полициски службеници, но исто така и со, например, доколку тие постапеле соодветно на законските одредби, ќе имало присуство и на противпожарна бригада, ќе имало присуство и на брза помош, и доколку тие постапеле согласно, значи зборуваме за началниците и за функционерите во различните структури на Министерството за внатрешни работи, актуелни на денот кога се случила несреќата. Доколку тие постапувале согласно законските одредби, тогаш голема веројатноста била да се намали размерот на оваа трагедија, па дури можеби и да се спречи или да се намали размерот на она што значеше толку голем, огромен број, 61 млад живот. Да. Загина. Сега, факт е дека истрагата се прошири во еден сегмент, но без намера да бидам адвокат на обвинителството, делот од истрагата за полицијата се одвива одвоено во друг предмет кој што го води ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција. Логиката вели веројатно дека и таму истрагата ќе се шири, но засега тоа не го гледаме. Да, засега тоа воопшто не го гледаме. Гледаме само некои сензационалистички изјави за медиуми во кои што упорно се обидуваат одговорноста да ја префрлат на претходните. А законите јасно кажуваат дека првичната одговорноста за настанување на пожарот, користењето на тие пиротехнички средства, кој ги издава лиценците за користење на тие пиротехнички средства, обезбедувањето на настанот за кој што полицијата морала да знае, со нивното непостапување се овозможило до тој степен и до тој размер да отиде оваа трагедија. Сега, знаете што Но исто така овде има и еден клучен проблем, а тоа е што на самиот ден чесно ќе беше Тошковски да си поднесе оставка како морален чин. Затоа што Тошковски во сиве овие денови, еве веќе 4 недели по несреќата, седи во фотејата на министер за внатрешни работи, кој што е најодговорен од една страна. Ама исто така, со водењето на истрагата и во водењето на истрагата, ако се уште се задржи на таа позиција, а го гледаме дека се задржува, има можност, самата функција, самата фотеја што се вели, му ја дава можноста
да врши влијанија, да ја води истрагата и текот на истрагата во насоки кои што може би му одговараат. Вие приговарате на текот на истрагата која што ја води јавното обвинителство. На чело на таа институција е човек избран со гласовите на СДСМ и ДУИ за време на вашиот последен мандат. Значи сте избрале човек што не заслужувал да биде на таа позиција. Кога станува збор за работата на јавното обвинителство, особено во последниве 4 недели, прашањата за таа работа треба да му се постават на Мицкоски. Како Мицкоски пред нешто повеќе од 4 недели заговараше улични притисоци и пресметување токму со лицата од јавното обвинителство, вклучувајќи го и именуваниот, за одеднаш, како се случи тоа за 180 степени преориентирање и диаметрално спротиставени ставови на Мицкоски, кои што одненадеж бидува задоволен од начинот на кој што Коцевски работи. Каде е проблемот кај Мицкоски или кај Коцевски? Овде треба да му се постави на Мицкоски прашањето дали неговото задоволство потекнува од тоа што истрагата не се води во текови кои што одат во насока на нотирање, на детектирање на одговорните од Министерството за внатрешни работи, оние кои што по неколку ставки, по 7-8 ставки се одговорни првично, за разлика од сите останати представници на институции и сите претходни вршители на должности и функции во различните институции, така што за таквите Тоа нели се прашања за Коцевски избран со вашите гласови? Тоа се прашања кои што ги поставуваат правните експерти, кои што се поставуваат во јавноста деновиве не само од СДСМ и не само од луѓе поврзани со Социјалдемократскиот сојуз. Вие забележувате бројни правни експерти кои што излегуваат деновиве во текот на изминативе неколку недели, кои што апелираат на тоа дека и укажуваат и алармираат за тоа дека истрагата не се води во правилен тек, а тоа се луѓе кои што немаат никаква поврзаност со СДСМ. Господјо Костова, истрагата не ја води Мицкоски ниту Тошковски, истрагата формално ја води јавното обвинителство. Формално, но ние видовме и слушнавме е Лјупчо Коцевски избран со гласовите на СДСМ. Ние слушнавме и видовме изјави од Мицкоски во текот на сите овие 4 недели во кои што тој според тие изјави впечатокот кој што јавноста го добива е дека тој не ја презема улогата на премиер, туку ја презема улогата на истражител, на обвинител, па дури и на судија. Тој си даде за право да дава такви несмасни изјави за тоа дали и колку и дека воопшто и не бил виновен градоначалникот на општина Кочани, за потоа да ја преиначи таа изјава. И тој си дава за право, Мицкоски, значи си дава за право да кажува во која и дали во правилна насока оди истрагата. Што е невиден преседан, но исто така и особено загрижувачки за правната јавност. Што се однесува до работата на Коцевски? Јас не можам да зборувам за тоа што се случувало во минатото. Јас можам да зборувам за тоа дека во изминатите месеци ние како опозицијска партија, како Социјалдемократски сојуз на Македонија, алармираме за сериозни случаи на корупција, зборувавме и се уште очекуваме реакција на јавното обвинителство за, например, скандалозното именување на Бојан Христовски како директор на АНБ, случај во кој што гледавме како успеа да ја корумпираат и антикорупцијска преку дејствувањето на Цвета Ристовска, како пример, се уште се чека реакција од јавното обвинителство. Се уште се чека реакција за тендерската мрежа, за која што зборуваме постојано и се уште, во која што гледаме дека парите, например, сега добиено од унгарскиот кредит, како да се слеваат, како да постојат и дали постојат механизми за да се слеваат во партиско-политички и индивидуални џебови, дали граѓаните плаќаат толку висока камата за тој унгарски кредит, а за да од друга страна се добие ситуација во која што најголем дел од проектите, кои што се и неразвојни и непродуктивни, одат и им се давани на фирми кои што се веќе поврзани и веќе дел од некоја тендерска мрежа, дури и претходно за време на локалната власт. Да во преведам, аеродром, сега Кисела, Мицкоски е задоволен од Коцевски, а СДСМ не е задоволен од Коцевски, така? За Мицкоски треба да биде прашан и треба да одговори како тоа одеднаш станува задоволен и дали текот на истрагата
го прави Мицкоски задоволен, наспроти неговите А СДСМ не е задоволен од Коцевски, така? Зборуваме за јавното обвинителство и зборуваме за очекувања за тоа како јавното обвинителство треба да се однесува, односно како треба да постапува согласно законите и по допрен глас за нешта за кои што ние во континуитет ја алармираме јавноста и Вие укажуваме. како партија решивте да бидете тивки во деновите, на жалост, по трагедијата во Кочани, што во некои кругови беше доживеано како ваша слабост и како оставање простор на власта да го моделира и да го насочува јавното мислење. Зошто избравте таков пристап? Не можам да се согласам со таквата констатација. Видете, ова што ни се случи на сите како колектив, оваа ужасна несреќа и трагедија во Кочани, е нешто датум по кој што ќе го паметиме животот како живот пред и после несреќата. И во такви денови, во денови во кои што прво со неверување ја примивме таквата вест. Понатаму јас доаѓам токму од тој регион. Ние или познаваме и жртви или семејства и блиски на тие жртви. Таква трагедија не смее да биде употребувана како поле за политички пресметки или да се злоупотребува за да се освојуваат политички поени. Ние гледавме во минатото, кога ДПМН беше опозицијска партија, дека тие не постапуваа така. Тие беа бескрупулозни во нивните јавни изјави, но сметаме и тогаш, и сега сме сметали и сега сметаме дека таквите постапки се пред се нечовечки. Колку пасивноста ваша, да речеме, во тие први денови, беше резултат на тоа што вашиот лидер, Филипче, беше министер за здравство во периодот кога се случи трагедијата со модуларната болница во Кочани. Па некои сметаа дека можеби тоа ја подкопува вашата позиција, на некој начин не ви дава морално право да поставувате прашања сега за одговорност поврзан со Кочани. Не би ја нарекла пасивност и не би рекла дека немаме право да поставуваме прашања. Стануваше збор за денови на жалост, 7 дена денови на жалост, во кои што мораше, видете, човечки е, цивилизирано е и тоа е пред се од почит кон жртвите, кон нивните семејства, но и од почит кон преживеаните, а кои што ќе треба да во периодот кој што доаѓа и тие и нивните семејства да се соочат со оваа нова реалност за нив и носење со сите последици од оваа сериозна и тешка траума. Значи, ние првично треба ним да им излеземе во пресред и токму затоа се одлучивме на еден таков сталожен, прибран, внимателен и пред се човечки однос. Бараме одговорност и рековме дека по првичното стабилизирање, по првично поминатите тие ужасни 7 денови кои што ги имаше на жалост, во кои што пак ќе речам, еве јас како индивидуа самата не можев целосно да се носам со тоа што значеше таа вест за таа трагедија. Тешко е да се помисли на сите тие жртви, на сите погодени од трагедијата и првично, да, ние сме политички актери и политичари, меѓутоа треба пред се да бидеме луѓе и треба пред се да им излеземе во пресред на сите оние кои што се погодени од оваа трагедија и затоа да имаме особено внимателен, човечки, цивилизиран, сталожен пристап во оваа работа. Дали тоа што нема протести во земјава или барем не во обем во каков што ете, некој може би очекувал, значи дека граѓаните мислат оти власта соодветно се справила или се справува со ситуацијата по трагедијата во Кочани? Ова е прашање кое што бара посеопсежна анализа, затоа што автократските тенденции на оваа влада, предводена од ДПМН и Мицкоски, се нешто што е забележано во изминатите месеци и не можеме да кажеме дека нема влијание и врз однесувањето на
она што би било, ете да речеме, и критична маса. Има страх? Од друга страна, може да се забележи исто така и едно многу жестоко пропагандно однесување и поклопување или обиди за поклопување на слободна пред се во медиумите мисла. Така што ова се комплексни причини за кои што јас не би се согласила дека може одговорот да е толку едноставен. Треба ли да се формира анкетна комисија во собранието според вас? Ние сме на ставот дека анкетна комисија треба да се формира. Кога и како, за тоа ќе соопштиме соодветно, но јавноста Што би требало да биде нејзиниот опфат? Јавноста мора да знае дека анкетната комисија не е механизам кој што може да ја замени или кој што може да ја надополни она што би било недоволна или недобра работа на обвинителството и на судовите. Да, тоа е најделикатното прашање. Како ќе дефинирате надлежноста и опсегот на работа на таа анкетна комисија? Така, и за тоа чекаме да видиме уште, гледаме во која насока се движи истрагата. Истрагата од ден на ден добиваме се повеќе и повеќе потврда, не само ние како Социјалдемократски сојуз, туку и јавноста. Јавноста денес реагира на тоа како се одвива истрагата и како упорно се обидуваат да се навраќаат во минатото, а игнорираат се што е нивна директна одговорност, првенствено во Едно прашање поврзано со формирањето анкетна комисија, дали би се согласиле таа да има поширок опфат па да се однесува и на претходните трагедии? Ние немаме проблем, ние сме кажале дека секој случај треба да биде и може да биде опфатен. За анкетната комисија мораме само и да подсетиме за тоа како ДПМН го користеше овој механизам во парламент пред само неколку години, кога се покажа пред неколку месеци дека Рашела Мизрахи во таа анкетна комисија и пред јавноста ги криела извештаите за 6-месечното работење на клиниките, за кои што наводно велеше таа дека не постоеле такви извештаи од времето на министерување на Венко Филипче. За таква грозоморна ситуација, тие се обидоа да ловат политички поени преку криење докази и доказни материјали од јавноста. Така што анкетната комисија како механизам треба многу внимателно да се пристапи кон истата и се разбира, треба да биде јасно на сите дека не може да представува супститут за работата на обвинителството и на судовите. За Кочани, сакам да ве прашам за една изјава што прозвуче збунувачки, барем мене така ми прозвуче на вашиот лидер Филипче, со која што повика на заеднички кандидат на СДСМ и ВМРО ДПМН на следните локални избори, заеднички кандидат за градоначалник на Кочани. Како го објаснувате тоа? Тоа не беше изјава, тоа беше, ми се чини некаде, што би се рекло lost in translation или изгубено во преводот или преносот на информациите. Не станува збор за заеднички кандидат воопшто. Во таква траорна ситуација, во која што во Кочани особено нашите познаници се соочуваат со така сериозна криза. Пристапот кон решавањето на проблемите таму, како што веќе реков, мора да биде и човечки и мора да биде пристап со кој што ќе се понуди решение, кое што ќе биде и прифатливо и кое што на вистина ќе придонесе за поместување на работите и пружање рака првенствено кон жителите на Кочани, кон кочанчани. Оттаму, она што председателот Филипче го има како идеја е надпартиски или непартиски кандидат или лице кое што ќе одговара пред кочанчани во една таква траорна ситуација, затоа што не можеме ние веднаш да зборуваме за избори, да зборуваме за изборни програми, агенди, платформи, особено не во Кочани, и таму пристапот мора да биде поинаков. А што е разликата меѓу заеднички и надпартиски? Видете, ако мене ме прашувате, заеднички кандидат е нешто што не е прифатливо за поголем дел од членството, зборувам за сопственото, ама предпоставувам и дека за членството на ДПМН. Но ајде да одиме настрана од тоа што е прифатливо или не е прифатливо. Нема потреба од партизирање на ваквата ситуација,
Оттаму е важно да биде надпартиско решение. Тоа значи некој независен кандидат кој што би ја добил поддршката на партиите. Тоа беше идеја споделена во лиферувана во јавноста, за тоа се разбира, за идеите сме овде да дискутираме и да видиме во која насока би можела да оди, дали е прифатливо или не е прифатливо за јавност и особено за кочанската јавност. Тоа треба да биде приоритет. По Кочани се случи и средба Мицкоски Филипче, што најде на критики, особено од партиите на албанците, пред се од Дуит и обвинуваат за намера на Мицкоски Филипче за трансформирање на мултиетничката реалност во, како велат, моноетничка демократија. Како ги коментирате овие нивни оценки? Не станува збор за средба помеѓу Мицкоски и Филипче. Повикот беше за лидерска средба. На таа лидерска средба и таа иницијатива за лидерска средба е подадена рака кон сите лидери на поголемите политички партии или оние кои што ја освоиле довербата и се представници на народот во законодавниот дом. Интенциите се честни, чисти и се во насока на тоа да после една вака траорна трагедија алармот е вклучен. Граѓаните покажуваат и бес и незадоволство и очигледно е дека мора политичките чинители да обезбедат и да се вклучат во формирањето на еден нов политички диалог, на една стратегија која што мора да биде заеднички изградена за некои основни прашања. И затоа, велиме, иницијативата е се уште и отворена и поканата до сите лидери на политички субјекти стои. Сите треба да се вклучат за тие контури за нов политички диалог, за нов општествен договор, да бидат изградени заеднички, да бидат тие цврсти контури, цврста структура да се изгради или стратегија за главните области и тоа да биде стратегија по која што ќе се водиме во наредните 10-20 години како држава. И тоа ќе значи стратегија од која што нема скршнување од тој пат, а се разбира кога зборуваме за нешто што би требало да трае 10-20 години, тоа ги надминува мандатите на која било влада. Имаше еден интересен коментар на Сашо Клековски, актуелен директор на Фондот за здравствено осигурување, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Рече Филипче против Филипче, реферирајќи на тоа дека во мандатот на СДСМ на претходната влада е донесена стратегија за развој на земјата за следното, мислам дека десетлетие, да речем. Исто така стратегија за здравството за следниот период кој што ги опфаќа и овие години. Па вели сега од каде е Филипче сега потребата да бара нови стратегии, кога еве стратегии се усвоени во нивниот мандат? Прво, Сашо Клековски треба малку по-сериозно да си обавува својата собствена функција во моментов, затоа што гледаме дека токму онаму каде што тој е надлежен се случуваат сериозни пропусти, поради кои што пациентите се оставени на милост и немилост и во голема неизвестност. Но, исто така, она што може да се каже е дека токму оттаму произлегува и потребата за ваквата лидерска средба, затоа што зборуваме за нов општествен договор. Едно е да се носат стратегии, па потоа да дојде една влада ќе носи стратегии, па друга влада ќе дојде и ќе ги напушти. Поентата на овие средби, лидерски или како сакате наречете ги, е токму градењето на таа стратегија од која што сите ќе постигнеме консензус дека нема застранување од истата. Инаку, да биде сосема јасно за јавноста, опозицијското делување не престанува овде. Тоа што ние подаваме рака за во клучните области конечно да се изгради консензус и конечно да се договориме сите партии дека особено како владеачки партии кога ќе бидеме или еве ова владеачко мнозинство кое што сега е актуелно, имаме одговорност да не застрануваме од тој пат. Што сега гледаме дека застрануваат. Го постуваат прашањето е како го замислувате вие вашето учество, да речеме, во работните групи за правосудство и енергетика. Нели тоа е еден од резултатите од средбата Мицкоски Филипче, а поврзани со реформите од реформската агенда од планот за раст за Западен Балкан на Европската унија. И да речеме еве веднаш да го дополнам истото прашање, ако утре има доцнење, ќе носите ли одговорности за тоа? Прво, мора да се види
колку е расположеноста и колку се искрените намери на власта нешто да преземат, затоа што ние презентираме можност за постигнувањето на таков компромис или на нов општествен диалог, но колку владата и владеачкото мнозинство ќе имаат волја да постапуваат така како што треба и да учествуваат во изградбата и одржувањето на еден пофункционален систем, ама не со апстрактни идеи, туку со конкретна работа, тоа останува да го видиме од нив. И секако дека во секое општество одговорноста ја носат оние кои што се дел од владеачкото мнозинство. Опозицијското работење, ова морам само да го потенцирам, дека останува. Ние сме опозиција на владата предводена од ДПМН и Мицкоски, но ние не сме опозиција на државата. И овде повторно се истакнува оној голем државнички потенцијал и одговорност на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Погледнете ја вие изјавата последна на претседателот Филипче во Брисел. Ние сме подготвени за клучните, за најважните работи. Да соработуваме, односно да дадеме свој државнички придонес за Македонија повторно да се врати на европскиот колосек, од каде што гледаме дека е извадена, и да го продолжи патот кон реализирањето на својата основна стратегиска цел. Тоа е државнички, тоа е одговорно и да имаше СДСМ таква опозиција во минатото, многу побрзо и многу порано ќе беа надминати овие проблеми, многу побрзо и многу порано ќе можевме да работиме на пофункционален систем. Најверојатно во првата половина на октомври ќе се одржат следните локални избори. Тие доаѓаат во незгоден момент за вас. Власта излезе многу силно од последните избори. Вие претрпевте тежок пораз и се уште сте во процес на консолидација. Кога треба да ги очекуваме имињата на кандидатите за градоначалници? Да речеме за Скопје, лидерот Филипче најуваше дека тоа можеби ќе се случи веќе до крајот на април. Останувате на тие рокови? За рокови се разбира дека може да очекуваме и некои поместувања поради ситуацијата во која што се наоѓаме сите во земјава. Кога станува збор за локалните избори, ние активно работиме во изминатите неколку месеци со локалните раководства, со граѓаните, се прават испитувања на јавното мислење или на мислењата на граѓаните во поедини општини и согласно резултатите кои што ќе ги добиеме и согласно се разбира она што значи следење на основните социјалдемократски вредности, а во имплементацијата на истите на локално ниво, ние можеме да зборуваме за тоа дека на предстојните локални избори ќе настапиме со заслужни луѓе и со сериозни кадровски потенцијали со кои што располагаме. Во моментов СДСМ има градоначалници во 16 општини. Така ми се чини дека е точната бројка, не ми можеме да ја кажеме. Дали сметате дека на тие луѓе треба да им се даде шанса за нов мандат? Во секоја општина има своји специфики, некои се во својот втор, некои се во својот прв мандат, секој од нив покажува различни амбиции, така што не постои една единствена формула за секоја општина и за секоја општинска организација со која што нормално ние соработуваме. Се зависи од теренската реалност, која што се разбира дека има многу сличности на секаде, меѓутоа во секоја општина си има своји специфики. И лидерот и други партиски представници зборува за тоа дека кога ќе ги прашаа што ќе биде успех за СДСМ на следните локални избори, велеа еден глас плюс од тоа што е освоено на претходните парламентарни ќе биде успех за нас. Нели е тоа прескромно поставена амбиција за локалните избори? Јас мислам дека очекувањата се сепак малку и подигнати, имајќи предвид она што го гледаме како активност на општинските организации, имајќи ја предвид вратената доверба, не само помеѓу членството, туку и помеѓу добар дел од симпатизерите, и препознавањето на онаа вратена борбеност во СДСМовските редови, но и она опозицијско дејствување, и особено кога станува збор за локални политики. Овде се надоврзува и ситуацијата од изминатите 3,5 години во кои што најголем дел или во најголем дел од општините локалните раководства односно локалните самоуправи се водени од ДПМН-евски кадри и ние забележуваме еден невиден ршум
на локалните, на ниво на локални политики, на секое ниво. Гледаме што се случува во Скопје. Има толку големи ветувања, за сега да гледаме дека практично функционирањето на Скопје како град е стопирано, е блокирано, поради неможноста да постигнат договор оние кои што даваа лажни ветувања на скопјани. Сега општините добиваат инфузија, допинг, како и да ја наречеме таа, со парите од унгарскиот кредит за бројни инфраструктурни проекти, веројатно тоа ќе има и свое влијание на локалните избори. Она што е загрижувачки, гледаме дека и од информациите кои што се јавно достапни, гледаме дека дури и сите пари кои што беа најавен, целиот тој куп пари кои што беше најавен дека ќе им биде даден на општините, се уште немаме информација како во целост се користи. Така што од аспект на користењето на средствата од унгарскиот кредит, инаку за подсетување, ниту најавен, ниту ветен, ниту побаран од граѓаните, а кој што представува туркање на Македонија во должничко робство, и кој што представува многу сомнително кренат кредит, со многу повисока каматна стапка, а договорен во 4 очи. Станува збор, да, како што вие рековте, можеби и за спас или за фрлање сламка за спас на нефункционалните општини или градоначалници кои што ги водат тие општини, но исто така забележуваме дека проектите со кои што најголем дел од нив настапуваат се повторно проекти кои што се непродуктивни и кои што не се развојни. Затоа што ние зборуваме за сериозни економски предизвици со кои што се соочува државата, особено во последниве месеци, особено во месеците во кои што владае ДПМН и е влада, ама гледаме дека тие не сакаат да се соочуваат со економските предизвици преку развојни проекти, туку некоја нова или продолжување на таа Скопје 2014 матрица. Претежно се фрлаат пари на камења, на тврдини, на проекти кои што повторно ниту некој им ги побарал, ниту пак на некој начин би понудиле решавање на повеќе децениските или повеќе генерацијските проблеми. Добро, ќе чекаме, ќе видиме во следните месеци, се разбира како ќе се одвиваат сите овие работи. Сакам да ве прашам, што мислите, дали превирањата во Влен може да доведат до предвремени парламентарни избори и што тогаш, да речеме, заедно со локалните? Како подпредседателка на партија не би ги коментирала случувањата во други партии, но овде станува збор за коалиција која што предизборно настапуваше независно, а потоа влезен или во владината коалиција и во владиното мнозинство. Тие превирања, да бидам искрена, не се целосно неочекувани, затоа што она што го видовме од Влен во предизборие беше заложба за по-цврста проевропска агенда, а тие ги трампаа ЕУ вредностите за фотели и министерски столчиња во влада која што има анти-ЕУ курс. И таму имате во таа влада дури и странски лидери тоа го коментираат. Имате представници на различни сили, некои проевропски, ама некои и кои што сакаат и работат на тоа да ја тргнат Македонија од проевропскиот пат, а да ја турнат во автократски и места каде што на Македонија не е местото. Може ли ова сето да води до предвремени парламентарни избори? Она што го гледаме како несогласување помеѓу Таравари и останатите негови коалициски партнери, не би можела да ви кажам, тоа е сепак работа на политичките аналитичари и овде би настапила можеби само со некои предпоставки, мои видувања, кои што може, а и не мора да бидат точни, но знаете како политички субјекти тие имаат некои цели на краток рок, поврзани со локалните избори, во кои што можеби очекуваат помош од ДПМНЕ, дали ќе биде тоа во општини како Чаир, Тетово, Кичево, Струга, останува да видиме. Ама на среден и на долг рок, односно по локалните избори, таквите напукнувања во таа коалиција се и повеќе од очекувани.
Што ќе се случува понатаму, тоа се прашања кои што треба да бидат поставени на друга адреса. Дури и Таравари, кога имаше критичен однос кон позицијата на Влен во владата, велеше интересно, вели, граѓаните се задоволни од перформансот на владата во целина, не се задоволни од тоа што го прави и каква позиција има Влен внатре во владата. Според вас, каков е перформансот на владата? Очајно лош перформанс на владата, особено невиден за која било влада досега од осамостојувањето досега во првите неколку месеци. Она што го забележуваме е дивење на инфлацијата, вртоглав раст на цените на основните трошоци за живот. Во исто време одбиваат како било да интервенираат како влада, што е нивна директна одговорност, и на премиерот лично да интервенираат за зголемување на платите. Напротив, прават економски манипулации и нарушувања во пресметките на реалните трошоци, само и само за да добијат бројки кои што ќе бидат малку подобри од овие со кои што располагаат. Сметките за струја граѓаните кои што ги плаќаат се зголемени за околу 30%, за парно овде во Скопје плаќате за 5% повисоки сметки за парно. Има пад на индустријско производство за 1,4%, намален извоз за 5,9%. Странските инвестиции си одат, се затвораат фабрички погони. Добро, доаѓаат и нови. Па, кои нови? Тие кои што веќе беа отворени пред неколку години, па доаѓаат сега во Штип да отвараат погон во кој што веќе работат штипјани година дена. Смешно е во Штип, само отидете, слушнете што зборуваат вработените во Магна. Смешни се тие настапи кои што ги имаат и обиди за преку нив да прикажат некаква активност на полето на инвестиции. Дури и смешно е кога ќе ги слушнеме како го најавува унгарскиот кредит. Велат, најавуваме голема инвестиција. Па од кога тоа стана кревање кредит да биде инвестиција? Ќе одам јас сега дома на сопругот, ќе му речам, извадив брз кредит, тоа е голема инвестиција за нашето домаќинство. Тоа е толку неодговорно од економски аспект. Зошто мислите дека се во ова, пак ќе ве прашам, еднаш ве праша во текот на интервјуто, засега не се рефлектира на ставот на граѓаните кон тоа што го прави влада? Јас не можам да се согласам дека не се рефлектира на ставот на граѓаните, затоа што тоа незадоволство го гледаме постојано. Колку и тие да се обидуваат да го сузбијат преку методи кои што покажуваат автократски тенденции, кои што се добро познати за ДПМН, сепак забележуваме големо незадоволство. И не знам, кога ќе отидеме во супермаркет и кога ќе застанеме на каса со нашите сограѓани, сами си коментираат и кажуваат дека вака повеќе не бива. Имаме, исто уште еден податок за капиталните инвестиции и нивната реализација. Во првите 2 месеци од оваа година реализацијата на капитални инвестиции е само 2% и тоа е значителен пад, затоа што минатата година во истиот период биле 12%. Исто така, кога станува збор за перформансот на владата, мораме да ги спомнеме случаите со корупција, она назначување на несоодветни кадри од директорот Бојан Христовски на АНБ, па до Одам на Богоевски на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Меѓутоа, исто така, она на што ние алармираме и зборуваме за тоа, речи си секој ден како Социјалдемократски сојуз, а тоа е таа тендерска мрежа составена од фирми кои што и во претходните 3,5 години од локалните власти во Аеродром Киселавода, Газибаба земале и добивале тендери во милионски суми, Pyramid Building Solutions, Mastef, изолација до ОЕЛ и така натаму. А сега гледаме дека земаат тендери и во МНР, и во новото Министерство за спорт. Покажани се исто така и авторитарните тенденции, но и комплетната блокада на ЕУ интегративниот процес, како и очајните резултати во здравство, во кои што гледаме дека од ден на ден слушаме за се по-траорни и по-загрижувачки ситуации во здравството со кои што не се соочуваат. И сето ова е заокружено со неуместните изјави дадени од Христијан Мицкоски, кој што покажува такво изостанување на политичка култура, користи така лош и за премиер несоодветен хумор, па дури и цинизам во неговите обраќања, навреди за граѓаните, и тоа укажува и на недостаток на демократски вредности во постапувањето.
лидерските способности кои што ги изразува покажуваат загрижувачко ниво на подпросечност и државата оди во тотално погрешен правец. Тоа е само во изминатите 9 месеци. Завршуваме овде. Благодарам за овој разговор. Благодарам и вам. До крај, почитувани, ве поканувам заедно да го одгледаме новото издание на рубриката Саботажа. Пријатно! Небаре раскажува филмско сценарио, а не реална ситуација која му се случила во дворот кој му е доверен да го среди. Директорот на сите затвори изгледа гори од желба да биде режисер, сценарист и продуцент на заводлива крими приказна. На 22 во пред затворот Штип доаѓа едно возило. И самиот настан се случува во 21 сатот и 40 минути навечер. 21:40 не ни може да биде наутро, но тоа не е ни важно, бидејќи директорот полека почнува да навестува делови од содржината на трилерот, посочувајќи на што треба да се внимава, за да се влезе во содржината. Што ќе видите следно, дека од тоа возило излегува лице кое што доаѓа до зидот на самиот затвор. Веднаш да појаснам, тоа лице преку зидот префрлува топка. Големината на топката не е обелоденета, но логична претпоставка е дека таа може да влие на промена на жанрот, па филмчето станува спортско, бидејќи теренот не дозволува. Најверојатно е во план да се игра на мали голчиња. Учесниците почнуваат да излегуваат. Се појавува затвореник за македонската јавност и во затворскиот систем поготово познат со иницијали ЖЖ и уште ЖЖ и уште еден затвореник со иницијали РК. Се гледа дека тоа лице говори на телефон и воедно двајцата бараат нешто низ тревникот. Станува појасно. Фалат играчи, па се прави напор да се обезбеди бројност за надпреварот да не пропадне. Улогата на судија има ЖЖ и тој инсистира да се обезбедат сите услови. Неговата упорност вродува со блод. Сите се наброи. Затвореникот ЖЖ и понатака говори на телефон и бара нешто низ тревникот. Се поздравува со сите тие затворски полицајци. По проверката на теренот, двата тима констатираат дека условите се добри. Тревникот е искосен, има доволно играчи, мал проблем е адекватното осветлување, но не достига топката. Потрагата почнува. Вклучени се сите. Истите тие затворски полицајци со батериски ламби и они се вклучуваат во барање на нештото по тревникот од затвор. Но не фали само топката, туку заедно констатираат дека има проблем со регуларноста, бидејќи не се обезбедени сите услови за судијата. Си играл со кучката, има кучка Цеца таму, дека си играл со кучката Цеца, дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубала неговиот часовник, па овие, пошто е птенете да му излезат во пресред, го бараат неговиот часовник. Надпреварот завршува пред и да почне. Регистриране со службен резултат, но делегатот побрал да се направи бар проверка, за да се знае кому ќе му се впишат бодовите, кој победува, а кој губи и каде е топката. По наредба на директорот, од сабајлето повторно се бара што барале во тревникот, се наоѓа топка во кеса, во која што се пронајдени 35 грама, веројатно бела, пошто е прашкаста материја кокаин, и околу 50 грама марихуана. И на крајот, очигледно е дека филмот завршува со хепи енд, но сосема е известно дека не станува збор за долгометражен, туку само за крај на една епизода од долгата сезона, со оглед дека веќе се најавува што следува во продолжение и на што треба да се обрне внимание. Тие од Сабајле нафта не се напиле за да се до толку наивни дека кучката Цеца му го земала телефонот на ЖЖ. Секој се натовари на Цеца, затоа што веќе никој не е ни до толку наивен, а уште помалку голта нафта.